НАТО и ЕУ е наш приоритет. И како политичка партија Достоинство, наш врвен приоритет е влез во НАТО и ЕУ, но влез под критериуми кои што важат за сите други држави, без измислени критериуми. Ние како политичка партија која што произлегува од безбедносните сили, мораме да ги браниме нашите национални достоинства, македонските национални достоинства. Името, идентитетот, јазикот, историјата, црквата, територијата. Сите овие наши национални достоинства се загрозени на некој начин. Како некоја невидлива сила да ни поставила такви националисти околу да ни загрозуват по едно национално достоинство. Грчките националисти не го признават нашето име и идентитет. Бугарските националисти не ја признават македонската нација, ја крадат македонската историја, македонските песни, според нив Охрид колевка на бугарштината. Бугарско светилиште. До ден денес мислат дека Охрид е бугарско светилиште. Српските националисти од Српската православна црква до ден денес не ја признават македонската православна црква, која што си е наша црква на македонскиот народ. Како може тие да не ја признават? Од друга страна, албанските националисти и екстремисти не ја признават нашата територија, смета дека еден дел од нашата територија е нивна. Значи во едно такво опкружување ние треба да бидеме цврсти и да обстоеме, во спротивно ќе не немаме како македонци. И затоа ние треба да ги бранеме овие наши национални достоинства и ние имаме еден многу крут став во врска со преговорите со Грција. И јас лично мислам дека преговорите треба веднаш да се прекинат или евентуално по завршувањето на процесот во Хаг, кој што нема нешто многу да смени. Тоа е мое лично мислење. Помудри политичари смета дека треба да се преговара, меѓутоа ако преговарате, а немате намера да го сменете името, тогаш или преговорите се лажни или го лажете народот, како што сега прави Никола Груевски. Тој се удира во гради дека го бране македонското име истовремено преговарајќи. Тој некого лаже, или меѓународната заедница ја лаже дека преговара искрено, или го лаже македонскиот народ дека нема да го смени името. Тоа е контрадикција, двете истовремено не можат. Така, ама двете најголеми партии дојдоа до некој заеднички став дека сепак народот на референдум треба да одлучи за името. Ние како партија како вие би се однесувале во тој случај? Сме против референдум. Како прво, одговорни политичари, ако сметат дека треба да се промени името, треба да го сменат без да барат алиби од народот. Нешто на што ние се противиме. Собранието е место за таква дека. Не знам какво собрание кај нас одлучува еден, знаете кој одлучува во ДПМН, оние пратениците не верувам дека имат прочитано еден закон, тоа ти е гласачка машинерија. И кажуваат црвено, зелено, стискат само и си одат, не ни знаат што изгласале. И треба одговорен политичар нека пресече, или нека го мени, или нека ги прекине преговорите. Ако мене ме прашувате, јас веднаш ќе ги прекинам па да видиме дали Македонија ќе пропадне. Тоа е мој личен став, ќе ви кажам. Не можеме ние да се криеме зад народот, ајде сега ќе правиме референдум. Од друга страна, не може оваа генерација македонци да одлучува во името на сите умрени македонци, на сите загинати македонци, кои што загинале да има македонска држава. Нити во името на идните генерации. Можеби после 100 години некоја друга генерација македонци ќе биде многу против тоа што ќе се случи овој период. Добро, генерале, да не е тоа не го даваме името, макар јаделе корења. Али не ние да јадеме, него во второ лице на множина. Ние мораме да ги продолжиме сите билатерални односи со сите европски држави и сметам дека Турција, која што не е дел од ЕУ, ни е многу голем пријател. Можеби тие 550 години еве сме се спријателиле, меѓутоа факт е дека Турција имаме огромна поддршка. Од Америка имаме огромна поддршка, можеби сега таа поддршка ве во опаѓање, ама сепак имаме поддршка, тоа не може никој да го негира. Ние ќе си ги продолжиме билатерално односите со сите европски земји. Факт е дека ако не сме во ЕУ, тоа нема да го има истиот ефект како да сме во ЕУ. Меѓутоа, мудри политичари може да склучат сделка со една голема држава и каде во целата приказка Русија. Огромна држава, огромен пазар. Што е за Русија да се продаде нашето грозје во Русија? Еден мудар политичар со еден потек може да го реши целиот проблем на лозарите, па да треба уште толку лозје да се посади. Или патлиџани, и не знам какви се не рано градинарски и други градинарски производи. Тоа со мудра политика се решава. Не зборуваме за јадење корење, има начин како да се преживее на било кој начин. Јас сум убеден дека доколку не влеземе во НАТО и ЕУ, ние нема да пропаднеме. Како прво, ние функционално сме во НАТО. Нашата армија е четврта според процентот на војници кои што се во Афганистан. Нашите војници се вратија со низ одликување од Афганистан. Значи ние функционално сме во НАТО. Само формално не сме. Решете го спорот со Грција, веднаш ќе станете член, значи сме ги исполниле сите критериуми.
Исто или слично ќе биде и со Европската унија. Зарем Бугарија беше нешто понапред од нас кога ја примија во Европската унија. Факт е дека Европската унија таму се носат политички одлуки дека не важи правото. И едно нешто што мене како личност многу ме иритира. Доколку сметат дека ние не сме во право со нашето име Македонија, Република Македонија. Зошто тогаш тие не ни го сменат името? Зошто не терат ние самите да го сменеме нашето име? Видете која перверзија, сменете си го вашето име. Ајде они нека ни го сменат, што тогаш ние ќе имаме избор ако меѓународна заедница стави еден ултиматум. Ама нешто не е во ред тука. Сакат самите да се обезличиме. Добро, а дали сами си ја отежнуваме нашата ситуација, барем така е моето мислење со таа антиквизација што е правена во изминативе 4-5 години, применување на аеродроми во такви имиња, па автопати и слично. Поимот антиквизација. Дали ми одиме на рака на грчките националисти, да имат адутио? Поимот антиквизација не е срекно избран поим, тоа е продукт на СДСМ и на нивната апатридска политика. Антиквизација е вулгаризација на нашата историја, на нашето минато. Факт е дека на овие простори живееле античките македонци, но и многу народи. Факт е дека денешните македонци ние сме мешавина од античките македонци и од сите други народи кои што поминале овде. Не можеме сега зашто би се срамеле да кажеме дека сме и дел од словенскиот народ, например, кој што хрватини не се срамат, србини не се срамат. Ние малку се срамиме да кажеме дека сме. Не, јас затоа имам една обратна теза. Јас не можам да поверувам дека некаде зад Карпатите имало нека огромна цивилизација која што ги освоила сите територии до Грција и ги заземала овие територии, а да нема никаков доказ. Јас верувам дека имало обратен процес од овде кон Русија. Факт е дека ние со сите оние словенски народи имаме многу поголема блискост отколку со англосаксонските народи. Тоа не е спорно и јас во тоа не би навлегувал. Ние добро, и историјата не сакав нешто друго да ви кажам. Јас кога имав 18 години многу се возбудував кога зборувавме за Александар Македонски, антички македонци. Денес тоа е ирелевантно. Значи ние треба да си ја чуваме историјата и да гледаме во иднината. Тоа значи дека не треба намерно сега прво покри иритирањето на Грција, Греф на еден автопат да му се даде такво име кој што на секој метро има дупки до колена. Добро, генерал, дали е тоа подхранување на суетата на народот? Ние сме потомци на големиот Александар Македонски. Одзекување на вниманието од гладниот стомак. Ние никогаш не би дозволиле такво нешто. Доволно е тоа да се учи, не треба толку нагласено и да се прави хистерија од тоа. Мене никој не може да му убеди дека низ моите вени не тече античка крв, ама тоа не сакам да зборувам на таа тема. Да. Тоа е ирелевантно, денес е 21 век. Ние треба да грабиме напред. Нормално дека треба да си го чуваме минатото. И јас сум за сите археолошки, јас би ги интензивизирал тие археолошки испитувања, ама не како провокација, туку како културно наследство од кое што може да развиеме и туризам, археолошки туризам. Да. Ама ставањето имиња или на нашето аеродромче кое што повеќе личи како на спортски аеродром во некоја развиена држава, такво име, мислам. Греф правиме кон Александар Македонски, ние замислете ние какви објекти со какви имиња ставаме. Големи имиња, така, да.